Јавната локална библиотека Илинден од Делчево ги избра најдобрите творби од конкурсот Моките на книгата во ова денешно време. Како што информираше директорката на установата Билјана Петровска, на конкурсот учесниците се надпреваруваа во категориите проза и поезија, при што за најдобрите 3 беа доделени награди. Конкурсот траеше до 1 ноември. Ни пристигнаа творби од ученици и од двете основни училишта во градот. Сите творби се навистина прекрасни, меѓутоа ние моравме да избереме од најдобрите најдобри. Честитки до сите наградени ученици, огромна благодарност до сите ученици кои што беа дел од овој конкурс и огромна благодарност до сите наставници по македонски јазик од двете основни училишта во градот за добрата соработка и во време на ковид и кога образовниот процес се одвива во едни поинакви услови, ние сепак одлично комуницираме, одлично соработуваме и одбележуваме настани и датуми. Маријана Стоименовска, која е еден од наградените ментори, истакна дека конкурсот беше добра можност љубителите на книгата да продолжат со творење во време на пандемија. Ова беше дел од нивното заедничко творештво кое во онлайн наставата немаше да биде со толку силни емоции како денес. Меѓутоа им овозможивме на нашите ученици заедно со јавната локална библиотека Илинден, на која искрено им се заблагодаруваме за поттикта и за идејата, кои не примија, каде што со протоколот на пандемијата, заедно со нашите ученици кои беа наградени, дојдовме да ги добијат наградите и да поразговараме за значењето на книгата, а секако сега се и време на лектири и ја посетија библиотеката да ги земат и своите наредни лектири. За првонаградената Ана Ангеловска, конкурсот покажал колку книгата има значење во ова време. Конкурсот се реализираше добро, сите пишувавме по некоја творба, искажавме колку има значење книгата во ова невреме. Ти со што се представи? Јас се представив со проза и оваа ситуација ја споредив со една книга Чудо, која многу ми остави голем впечаток и им посакувам на сите здравје во оваа ситуација и секој да земе да прочита по една книга, бидејќи книгите не заслужуваат да останат непрочитани. Инаку, како што додаде од библиотеката во Делчево, конкурсот се реализираше како дел од одбележувањето на месецот на книгата.